Во 21. век, кога народите се ослободени од историските теми и се борат да опстанат на планетава Земја, има таков народ кој нема друга работа, туку да го мрази, попречува и убедува својот комшија дека не е тоа што е, туку дека е бугарин. Има таков народ кој во Втората светска војна има таков зулум направено на македонското население со убиства на многу револуционери, со мачења. Народ кој ги собрал и ги депортирал македонските евреи право во логорите на смртта во Германија и во Полска. Има таков народ кој со мито и корупција, со закана измама, врз база на економската немоќ на македонскиот граѓанин, упорно профитира 10 години издавајќи му бугарски пасоши за дебели суми пари. И во најмала рака нечесно, а во реална смисла тоа е дебел криминал. Затоа представници на тој народ се ставени на црната листа на Соединетите Американски држави. Има таков народ кој не си ја гледа собствената несреќа дека до 2070 година неговото население ќе се намали за половина и нема да има повеќе од 5 милиони бугари, од кои 30% ќе бидат постари од 60 години. Туку само гледа тој народ како да го натера соседниот народ врз база на нееднакви псевдоевропски критериуми да каже дека е бугарски. Има таков народ кој те гледа во очи и те лаже, ти вели дека ќе ти подари вакцини и дека тоа го прави добрососедски намери, а од вакцините до ден денес нема ништо. Има таков народ кој сака цела историја да ја присвои себично и лукративно, досега невидено во европски рамки, го оценува својот сосед имајќи цело време во изјавите на своите представници територијални и геноцидни претензии кон туѓа држава. Има таков народ кој 50 години живееше под комунистичка диктатура за да раскажува за соседите кои истите тие 50 години ги живееле во демократска социјалистичка држава со сите подобности, со отворени граници, со пасош признат во целиот свет. Има таков народ кој не се гледа себе си дека се дави во мито и корупција, кој не гледа дека го обвинуваат дека ги нема пола европски фондови, дека има пензија од 100 евра на своите граѓани, но народ кој нонстоп се залага да го уништи народот до себе, својот сосед, да го асимилира и да го претопи низ така наречените европски вредности. Има таков народ кој има украдено стотина македонски песни од композитори како на пример од Јонче Христовски и тврди дека се българска народна песен и тоа пред целиот свет го тврди тоа и тоа е прилично настрано, морам да ви признаам. Има таков народ. Но ние сме тука од секогаш. Македонија е библиско име и ние сме незини деца. Вие од кај дојдовте соседи бугари, вие си знаете и вие си го славите тоа. И проверете се од каде ви се 80% од зборовите, да не се случајно руски. Јас би рекол дека повеќето ви се македонски, затоа што и јазикот ви беше даден, како и писменоста. Ама денес, нели се е ваше? Мислите дека ако некој ја будала, тоа ви го признае дека така ќе биде веки веков. Па пријатели, ние сме пиреј за разлика од вас. Не садиш, сами растеме кај што ќе стигнеме. Ние црвени ко крв и жолти ко сончев зрак, ние сме заебани во мозок од многу предавници, но чисти во душа од многу маки и јадови. Хартија трпи се. И ќе ви се потпишат, него децава како ќе не ги убедите кога секој ден им раскажуваме за тоа како прадедо им сте го ставале нели на струја, сте го мачале да каже кај се шумкарите и така натаму. Неа бива бе таа без ум. Со сила правда не бива. Со сила историја па кич. Ваше било ова, ваше било она, се ќе земете, ама само вистината не можете да ја земете. Вистината е во нашите срца, во нашата колективна меморија. Затоа, бркајте работа бе и глејте си ги тоа криминалците што ве водат. Може еден ден ќе се опаметите и ќе станете мудар народ и неоптеретен со вакви романтичарски глупости. Тогаш, верувам, и повеќе ќе се сакаме, и повеќе ќе ве сакаме. А сега со право ве... Ајде бе, си знаете, има таков народ кој нема друга работа, туку да ги обедува комшиите дека се бугари, додека други бугари го крадат и лажат и опасно го осиромашуваат. Има таков народ. После ова епизода денес веќе не верувам дека ќе преживеам некој следен напад, ама затоа вие можете слободно и со чиста совест да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Полека се претвара во бугарско.
Веќе на Википедија не можете да најдете ни еден македонски деец. Сите се бореле за Бугарија и биле бугари. Тга за Јук е бугарска, Гоце Делчев е бугарски, Бисер Балкански е бугарски, Зоран Саев е бугарски. До душа, овој последниот едно со него уште 150 квиснизли, слободно можете да си ги прогласите за бугарски и да си ги земете вака топтан. Ама земаат бугариве буквално се што стотици години е македонско и по автоматизам само го преименуваат во бугарско. Сваќате ли тоа колку е опасно? Не само за безбедноста овде на Балканот, за безбедноста на светот, а Европа на тоа си гледа и си ќути. Ќутат, бе? А ќутењето значи што? Одобрување. Значи ЕУ ги одобрува овие убер шовинистички дејства на Софија. Очигледно за неа не е проблем фашизмот. Се викал Ванчо Михајлов културниот центар, не, па тоа не е наша работа, како што реков, нели? Не го знам, кој бе тој Ване, за кој бе Ване ми зборите нас на ЕУ, бе? А? Не знаеме кој тој, бе? Бугарија е членка на Европската Унија, а? Затоа и се може, само затоа и се може. Што ќе ви каже тоа за нас е закон, морате да слушате. Европски закон. Еве, можете и знаменце комотно да му ставите, европско знаменце. И онака на сите глупости ставате знаменциња. Ако ви кажат и да се натртите, па навикнати сте, нели, да се тртите, нели? Тогаш ќе се натртите и ќе си ставите таму кај што треба, нели, европско знаменце. Сите да видат. И во темно да ве најдат. Оп, знаменцето. Рега. Зајко кокорајко. Додуша, ова со тртењево не ви е нешто ново. Се натртивте и во Преспа, на Топличко покрај езеро, така. Се натртивте уште еднаш на бугарите, за да ви го симнат ветото. Може и ќе ви го симнат, ама после пак ќе ви го закачат. Мислам, тоа се, како да ви кажам, мислев на ветото да ви го симнат па да ви го закачат. Затоа што имаат право да ве тртат докрај, сте им го дале вие тоа право да ве тртат. А се прашувате кога е крајот на тоа тртање? Кога е крајот? Трти некој. Не се знае, бе, кога е крајот, не се знае. Внесете ги сите 3500 бугари во уставот, признајте дека овие сгрешениве 100.000 христијани од непозната провиненција се бугари, а така, бе! Афери Машколсун, така, бе, северно македонци! За да бидете докрај овци, животинки за експеримент, се што нема да функционира кај вас, нема на никој друг да му го правиме, затоа што нормално не функционира. Ама кај вас мора да остане и преспански, и бугарски, ќе има уште некој договор секако, ама тоа ќе видиме кој ќе се јави од соседиве. Може и Вучич да се јави. Што ако Вучич она што го кажав претходно, ви рече, чекај бе, зашто глорифицирате некој тамо фашист кој што губил нашиот крал? Ај сега дајте отстапки за ова, ако сакате да ви давам пак овај храна, жито, ова, она. А Рама? Душе, шо бе Рама? Рама све што посака си доби уште четврта држава, покрај Црна Гора сега, албански пример, се имате, значи, 4 држави, албански, 4 држави си добија. Еве, проста масо наша. Тоа е таа Европа, од секаде шуплива, ама ги секса по шупелките како нас. Америка се прпелка затоа што бугарството началство не се нашиве северџански квисници па да ги слушаат како цуле покорни. Се обидуваат нешто со овој Петков, ама Галиба Радев од него ќе направи Петко тешкагла и на крај ќе му ја растури владата за после пак да дојде на власт Борисов. Радев и Борисов се како куче и малче. Јао. Ама во однос на Македонија се како ајкула, бе, како фури од грчката митологија. Колку глави им сечеш, како свингата, еве, колку глави сечеш, толку поише и растат. Битно
е самата омраза кон Македонија и кон македонците, а посебно кон македонците. Главната фора на бугарите е што мораат да направат вештачки прираст и затоа најпогодни им се видува македонците како познати предавници. Од сите да направат бугари и едноставно во Северна Македонија, која повеќе не е земја на македонскиот народ, благодарејќи на СДСМ, да има само албанци и бугари. После лесно следи федерализација и од Македонија нема да остане ниту едно ма во наредните 50 години. Сега ќе живеат бугари. После ќе се вика Западна Бугарија и толку крај и конец. Само во книгите на некој си нов Ноам Чомски или слична некоја левичарска будала, по 100 години ќе се објаснува стратегијата на домашните предавници до уништување на сопствениот народ. Бранко, да ти се во партијата и во аболицијата. Марика лета со авион. Ама и Стево председателот лета. Поточно, него го летаат бугарите. Слаба точка му се бугарите. Борисов му е љубави голема невозвратена, а бугарскиот председател Радев го лета каде сака и како сака, со неговиот председателски авион. Бугарски. Што време, не време. И во ова време не време кога бугарите бришат пот со нас, кога ги побугарчуваат Кирил и Методија и македонскиот јазик и азбука, Стево ја прифати понудата на Радев да се повози на неговиот авион. Да се повози до Ватикан, баш на чествувањето на двајцата браќа просветители, како ние да немаме наш авион мајката. А имаме? Па што знам јас? Не може да немаме, си викам, сепак сме држава. А држава сме стварно? Добро, може имаме авион, ама сигурно е расипан или нема гориво, а може му е дупната едната гума, па не знам, дреме тамо во некоја гаража, немаат резерва, може нашиве. А може имаме авион, нема дупнати гуми, ама немаме пилот во авионот и тоа може да е причината. И шо да преш да си на местото на Стево, нели во тој случај? Па мора да се снаоѓаш, ама баш со авионот на бугарскиот председател ли мораше да лета, со авионот на Радев. Истиот оној Радев кој не пропушта можност да каже дека сме бугари, дека јазикот ни е бугарски дијалект и дека сме создадени од Коминтерновската епрувета на Тито во 1944 година. На овој тип му дозволи да те лета, бе, љубави. На овој тип ме заебаваш. Не, стварно ме заебаваш. И добра, ај кажи како беше летот со Радев, а? Небото сигурно беше мирно по прашање за ветото и потеклото на Гоце Делчев, или можеби за време на летот ве тресеа турбуленции кога ви играше некоја бугарска стюардеса на шипка. Чекај, само да те прашам, ти, љубави, седеше до Радев за време на летот или онака те бапнаа кај куферите во багажникот? Оти со бугариве никогаш не си на чисто. А може немаше слободно место ни кај куферите, ниту кај патниците, па Радев мораше да те седне на... Не, сега не сакам да бидеме булгарни, односно безобразни, да? Уште ли не ги научивте бугарите, бе, љубави? Изгледа Господ кој делел достоинство и патриотизам вас ве држал заклучени во подрум. Освен ако бугарската стюардеса играла на шипка, не гледам друга причина зошто ти би влегол во бугарски авион. Подобро со тротинет да тргнеше во Ватикан. Малку ќе се помачеше до душа, тој ќе ти излезеше душа, ама па вака исто си ко без душа. И без топки волнени. А во политиката ништо не се добива без пар топки волнени. Ништо. Добро, и? Еве стигнавте со Радев во Ватикан со неговиот авион. И после, После Стево му го даде новиот дрес на македонската фудбалска репрезентација на папата на кој пишуваше Папа Франциск.
со К на крајот. А папата е Францис. Не се чита тоа К. Не е ковид упрашање од тоа К-то се закашлав. Ама на овие утнативе од протоколот, што беа Полака и Заев у влада и утнаа се што можеше да се утне, изгледа оваа утка им беше копогодена. Една буква кон една. Ша има везе? Па какви што се можеа на грбот да напишат на дресот и Папа was a Rolling Stone. Или да напишат Папа Николау Тести, тоа може. Остај ги бе, само едно К утнале бе, добро е бе, може ли боите да ги утнат ко вас е флексибл во спотот за Евровизија, па после да се вада дека тоа било уметничка инсталација, нели? Стево Гарант му рекол на папава: "Љубави, ти го поклањам овој дрес да си го облечеш, можеш и од озгора на тога, мислам на мантијата кој ќе игра нашата земја на европското, нели? Пошто Аргентина твоја, пошто папава нели аргентинец, пошто Аргентина твоја бе, замисли бе, не игра на европското бе. Не успеа да се пласира на европско и ти сега, драг папа, немаш за кого да навиваш." Лели. Ау, Стево на папата му направи сова за аргентинскава репрезентација таков тонш, така му фати сеир на папава, мислам така папава се осети малку непријатно што Аргентина не се пласирала на европското. Ако имаше воопшто поим нели за какво европско му зборува Стево, ти папава е човек во години, лева рака е на Свети Петар, кај има тој време фудбал да гледа на толку несреќни, гладни и ковидосани по светов. Абе нема време. И така Стево му го даде дресот и сигурно му рече: "Баце, само облечи го кој играме, не мора да ја пееш химната, зашто некои кај нас и не ја пеат, а има и некои па ја пеат, ама скрос ја утињаат. А има во нашава химна до душа нешто така гоце, моце, шуми, гори, езера, реки, ама тоа не е битно, папа. Кога ситници како химна биле битни, најважно е дека те поздрави Зоки, мојот шеф, многу те поздрави и рече да навиваш за нас против Холандија, зашто после Бугарија со нив ке имаме спор, со холанѓаните ке имаме спор. Да бе, ако бугарите ни го тргнат ветото, некојаш после Гарант холанѓани веќе ни стаат вето за марихуаната, но или им влегуваме во пазар. Му викав ја на Зоќе да садиме лалиња, ама он вика: "Јана, шо ти личам бе тебе, кај се видело лале да се пуши." Мислам, ја кажи му на папата да навива за нас, ети дрес му однесе, ама сте го пишале на кирилица. А ја ќе му се јавам лично да телефон, знам ја латински, мислам, тоа е она што се пише на латиница, сум учел заедно со англискиот и го зборам као англискиот, мислам. И следниот пат, не му носи тие глупите дресови што се носат врз бела кошула. Однеси му железни опинци. Тоа е вистински сувенир, символизира колку ние како народ сме упорни во решавањето на европските проблеми. Па ја еве, на пример, кој ќе решам некој проблем, па то бетон бе, па се е бетонирано бе. И така Стево везел за најважни споредни работи, а папава само трепкал со очињата и барал помош од сите, ама најмногу од Свети Петар, да го спаси побрзо од Ликов. И Стево видел дека Тенка му е приказнава кој секогаш, па го оставил бугаринов Радев да си позборува со папата за државнички работи, нели околу Кирил и Методи, бидејќи Стево изгледа таму беше отиден во Ватикан само дресот да му го однесе и поракава од Зоќе Заев. И после се дозна дека на враќање Радев го прашал Стево нели кај да гостават, а овој рекол: "Вози ме за Софија, од ја после од таму ќе си фатам пешки да си се прошетам малце, да се надишам воздух, нели?" Радев мислел дека овој нешто го прца и одма сакал да го симне од авионот, ама еден од советниците му рекол дека не е добро што некој што се вика Стевчо или Стево, нели, да го симне од авионот пред полетување, не е културно, не е убаво. После тоа Радев бил пак бледозелен, додека у авион Стево раскажувал вицови за тоа како седеле со Бранко и пиеле виски, а кога Стево се опил после првата коцка мраз, а Бранко бил трезен после 3 флаши виски, и така се додека не слетале во Скопје. А папава Франциск посредбата со Стево го закачил вела дресот во шифонерот и на него напишал како подсетник: "Овој дрес да го облечам која ќе игра Македонија против Австрија, зашто оној Курц повеќе не ме прави среќен."